Точно напладне во понеделник Советот на општина Кочани ќе одржи седница на која од советниците ќе треба да се избере ВД градоначалник, откако Љупчо Папазов најпрвим поднесе неопповиклива оставка од функцијата, а подоцна заврши во притвор. Изборот за ВД градоначалник на Кочани се случува по големата трагедија, а градот и општината останаа без прв човек. Испразнетото место, јавниот простор во овие денови го исполни со многу шпекулации за евентуалниот исход од понеделник, при што се споменуваа и конкретни имиња кои би можеле да ја превземат оваа функција. Според информации на ТВ Стар, досега кажаното во јавноста нема да се случи и шпекулациите со одредени имиња нема да се случат, бидејќи двете најголеми партии веќе имаат постигнато џентлменски договор од трагедијата да не се создава политика и да се собираат валкани поени. Ова значи дека седницата во понеделник најверојатно ќе помине брзо и едноставно, бидејќи советниците од СДСМ ќе го поддржат секој кандидат кој ќе биде предложен од страна на ВМРО-ДПМНЕ. И во овој случај ВМРО-ДПМНЕ ќе постапи крајно одговорно, следејќи ги интересите на граѓаните, имајќи предвид што на градот и општината им се случи пред непол месец. Ќе биде предложен кандидат кој достојно ќе го заврши градоначалничкиот мандат. Велат извори од партијата на ТВ Стар. Советот на општина Кочани брои 19 членови, од кои 9 се од коалицијата ВМРО-ДПМНЕ, еден независен, еден левица, еден од либерална партија, еден од партијата на ромите и 6 советници од СДСМ. Еден од нив од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде идниот градоначалник. И засега изборот е сведен на тројца кандидати. Кој ќе биде избран и ќе биде идниот ВД градоначалник ќе се знае во понеделник, точно напладне.